Поранешниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев и поранешниот пратеник и министер Джевдет Насуфи седнаа на обвинителна клупа за проневери со ИПАРД фондовите. Насуфи се товари за продолжено кривично дело давање награда за противзаконито влијание, Стоилев за примање награда за противзаконито влијание. Освен и во предметот обвинети се уште 7 лица, меѓу кои службеници од агенцијата, како и едно правно лице. Според обвинителството, Насуфи бил управител на фирмата која нудела подкуп од 50.000 евра за да добие финансиски средства од ИПАРД програмата, иако не биле исполнети законските услови. Со цел апликацијата неосновано да биде повисоко рангирана и побараниот износ на финансиска помош во целост да биде одобрен, управителот во име и за сметка на правното лице во повеќе наврати ветувал и давал пари. На раководно службено лице во агенцијата бил ветен подарок во износ од 50.000 евра, а на уште 3 лица им биле дадени 5.000 евра за да го искористат своето реално влијание и службена положба и да извршат притисок за донесување одлука што не смела да биде донесена. Во Скопскиот кривичен суд денеска се одржа подготвителното рочиште на кое беше утврдена динамиката на судењето. Дел од одбраната бараше дополнително време за увид во доказите. Обвинителството, како што кажа обвинителката Наташа Поптрајкова, располага и со докази прибавени со мерки. Насуфи беше спроведен од домашен притвор, а екс-директорот на агенцијата Стоилев, кој беше уапсен лани во ноември, во судот беше донесен од притворското оделение во Шутка. Следно рочиште, судејката Ленка Давидкова закажа за 30 април.